Легенда за светлината. Канан Сиуе си легнал еднаш во нишалката за да се одмори од дневните работи. Како што е познато, и боговите можат да се изморат. А тој што го создал животот, секој ден по нешто дотеруваше и усовршуваше. Ги рамнеше бреговите на реките, ги подсекуваше лисијата на дрвјата и така се измори. И ете така и сега тој преморен спиеше во темнината, бидејќи во тоа време се уште немаше светлина. Тогаш на гости му дајде тештата. Таа се сопна од оклопот на жилката од Тони, падна и тешко се повреди. Таа се налоти и почна да го кара Канан Сиуе. Канан Сиуе, ти создаде се, ги создаде реките, долините, бреговите, бее рокан, црвените крила на арара, папагалот, дрвјата, рибите и животните. И ти што си создал се, си заборавил да создадеш светлина. Јас сум веќе стара и чекорите ми се многу несигурни. Често паѓам и се повредувам. Канан Сиуе, ти мораш да направиш светлина. За да ги испегне понатамошните расправи и забелешки, Канан Сиуе утредента уште рано изутрина тргна да бара светлина. Одеше долго, се додека не стаса во долината каде што сите животни имаа храна и пиеа речна вода. Канан Сиуе се претвори во тапир, во устата си стави едно цевче од дрвото ембауба за да може да дише и легна преправајќи се дека е мртов. Долетаа москитите и праша: "Тапиру, дали си мртов?" Бидејќи тој не им одговори, заклучија: "Што мислите, да го изедеме?" "Не," рече нивниот водач, "ќе почекаме да дојдат мувите." Долетаа и мувите. Една праша: "Тапиру, дали си мртов?" И сите заклучија: "Што велите, да го изедеме?" "Не, ајде да почекаме да дојдат птиците у рубу." Долетаа и тие. "Тапиру, дали си мртов? Што велите, да го изедеме?" "Не," рече една од нив, "да почекаме да дојде у рубу кралот." Долета и у рубу кралот. Се спушти наземи, го погледна Канан Сиуе, кој беше претворен во тапир, па рече: "Да, мртов е, ајде да го изедеме." У рубу кралот му приди и го јавна Канан Сиуе. И овој токму тоа го чекаше. Го зграбчи со рацете у рубу кралот, чие што тело не беше покриено со пердови како кај другите птици, туку со црни влакна како кај луѓето од племето Каража, и почна да го дави. "Ке те убијам ако веднаш не ми дадеш светлина," рече Канан Сиуе. "Јас немам светлина, Канан Сиуе, немам, не убивај ме," почна да моли у рубу кралот. "Дај ми светлина или ке те убијам." У рубу кралот свати дека ќе умре, тогаш ги разгрна влакната на своите гради и ја испушти утринската ѕвезда Тајна Кан. Ѕвездата со огромна брзина летна кон небото. Канан Сиуе го затегна лакот. Една стрела профучи и ја зари во ногата на Тајна Кан, заковувајќи ја за небесниот свод. Но Канан Сиуе не беше задоволен. "Тоа не е светлината што ми треба, премногу е мала." "Немам друга застенка у рубу кралот." Имаш, дај ми ја или ке те задава." Рубу кралот очино воздивна и ги разгрна влакната на своите гради и ја испушти месечината Рендо, која веднаш јурна кон небесниот свод. Канан Сиуе повторно го оптегна лакот и една стрела летна кон небото. Сега на небото беше прикована и месечината. Но Канан Сиуе и овој пат не беше задоволен. "Сакам друга светлина, најголемата. Овие две ќе останат за да светат ноќе, а мене ми е потребна светлина за ден." И тој повторно му го стисна вратот на рубу кралот. Овој одново застенка: "Немам, Канан Сиуе." Но веќе додека тоа го зборуваше, ги отвораше градите. И тогаш сонцето чу, заслепувачко и прекрасно излезе од влакната на неговите гради и почна да се искачува во бескрајната височина. Канан Сиуе и овој пат го оптегна лакот, а стрелата го прикува сонцето за зидовите на денот. Тоа и ден денес стои таму. Од тога животот е полн со светлина. Телата на индијанците станале бронзени, зрелото овоше добило златна боја, а цвеќињата најраскошни нијанси. Водата во реките заблескала на сончевите зраци. Тештата на Канан Сиуе никогаш повеќе не се жалела, никогаш повеќе. Така на светот се појавила светлината.